Добар ден, криптоентузијасти! Моментално гледате следното видео од едукативниот блог на каналот CryptoGamidžија. Моментално ќе разговараме за еден многу битен индикатор, посебно во однос на определување на bear и bull маркети, односно дополнение на она DCA стратегија која што имаме во однос на утврдување кога е добро да се акумулира и каде се наоѓаме во еден bull маркет, а кога е добро да се продава. Значи, овој индикатор се нарекува Gaussian Channel, односно Гозијски канал, и истиот може да го најдете доколку, значи еве, како што може видите, мене ми е веќе запишан како еден од омилените, односно ова име овде што го гледате, така може да го најдете како кратенка и моје повторно би ви предложил да го ставите како еден од омилените, односно да маркирате оваа звезда овде, која што ќе најдете до него, и откако истиот ќе го ставите, значи како што може видите во моите чартови, јас предпочитам да користам различни индикатори на различен чарт, посебно за биткоин, каде што истите на некој начин не ми прават преголемо презаситување на самиот чарт, а дополнително можам да гледам што уствари се случува на различни индикатори. Значи, посебно за биткоин чартот, распределувањето на биткоин чартот на повеќе вакви, да речем, табови, каде што имаме повеќе различни застапени индикатори, ми помага во однос на тоа да не биде презаситено она што го гледам кај индикаторите, затоа што доколку ги ставиме сите на еден и доколку на некој начин ги ставиме еден врз друг, буквално нема да можеме да гледаме што се случува на самиот чарт. Затоа предпочитам посебно во однос на логаритмичкиот приказ, за кој што веќе разговаравме, како е на овој исто така многу битен индикатор, односно овој Гозијски канал, да ги чувам на посебен чарт, каде што можам многу поедноставно да гледам што се случува на самиот биткоин чарт. Сега, главната цел на Gaussian каналот е уствари да утврди каде се наоѓаме моментално во одреден bull run. Како што може да видите, слично на самиот bull market support band, истиот ни покажува кога се наоѓаме во bull market, како и неговото паѓање во црвена зона кога се наоѓаме во bear market. Сега, поентата на самиот, како што може да видите, малку е истиот е малку специфичен, затоа што не само што овој канал што го гледам овде кај црвено-зелен, дополнително и самите свеќи го менуваат својот изглед, односно како што може да видите, не се оние по дефолт зелена и црвена, туку истите се доколку се наоѓа над средината и надвор од Гозијскиот канал, се зелени и темнозелени во однос на дали паѓаат или растат, и под се црвени и светло-црвени во однос на тоа дали се во пад или во раст. Значи, тоа е кога ќе помине средната линија на Гозијскиот канал, се претвараат во светло и темно-црвени и над светло и темно-зелени. Зошто е тоа така? Значи, идејата на Гозијскиот канал е дека секогаш, еве ќе се вратиме од самиот почеток, ќе можеме да го видиме дека истиот многу јасно го покажува движењето на bear и bull маркет и дека секое движење на цената на биткоин под овој средна вредност на самиот Гозијски канал е уствари влегување на истиот во bear маркет, што може да го видиме. Значи, ова е уште првиот bear маркет во 2013 година, а секое движење над неа е во bull маркет. Сега, јас генерално истиот го користам како комбинација од неколку значи, индикатори, во случајов RSI не ни е потребен. Значи, она што треба да го видиме во моментов, конкретно за RSI, се чисто мене, значи, како комбинација, највеќе ми се допаѓаат да ги користим bull market support бендот, 4 EMA средните вредности на биткоин и тоа на неделно ниво и самиот Гозијски канал. Зошто е тоа така? Значи, имаме комбинација на истите кои што на некој начин еден на друг се комплементарни. Односно, како што можеме да видиме, истиот прво пробива над bull market support бендот, а потоа и над самиот Гозијски канал, но тоа не можеме да видиме овдека затоа што истиот е на самиот почеток. Доколку отидеме на следниот bull маркет, овдека, можеме да видиме дека истиот прво пробива над bull market support бендот и секогаш кога имаме успешна корекција на bull market support бендот, како во оваа ситуација, истиот најчесто пробива надвор од Гозијскиот канал и потоа имаме конфлуентно дејство. Гледате како едноставно и значи bull market support бендот и Гозијскиот канал ни
помагаат да видиме дека моментално се наоѓаме во bull тренд. Дополнително на сето тоа, можеме исто така, она што веќе го разговаравме, дека 200 неделната средна вредност на биткоин е дното на bull маркетот. Додека паѓањето на цената на биткоин под 100 неделната средна вредност, како во оваа ситуација, најчесто како што може видите и во оваа ситуација, значи се наоѓа под bull market support бендот и кога ќе падне од 100 дневната средна вредност, званично сме влезени во bear market, каде што го очекуваме истиот да врши акумулација на 200 неделната средна вредност, со некои испади до 300 неделната средна вредност како во претходниот bull market. Сега, ова е во 2013 до 2017. Значи, ја гледате, буквално ова ќе го видиме сега и на следниот канал горе, односно како што рековме, значи секогаш кога цената на биткоин ќе падне под жолтата линија, односно жолтата линија во случајов ние 100 дневната средна вредност, како што се сеќавате така ги местевме во однос на утврдување на bear и bull market, значи гледате, жолтата вредност на 4 EMA. Веднаш што ќе падне истиот под жолтата вредност, имаме влегување под гозискиот канал, односно сме во званичен bear market, а истото е најавено уште во моментот кога ќе имаме неуспешна корекција над bull market support бендот. Значи истото ни се случи во 2022 година, истото се случи во 2017. Гледате. Значи имаме еден пробив неуспешен, втор пробив над него неуспешен затоа што истото се вратила под и имаме буквално овој паѓачки триаголник кој што конечно паѓа под 100 неделната средна вредност и акумулира на 200 неделната средна вредност. Значи исто како во 2013 година, така и во 2017 година, истиот испаја од гозијаниот канал и овдека се задржува од ноември 2018 па се до мај 2019 година, што значи дека се задржува некоја половина година таму. И ова е единствениот упад кога стасува до 300 неделната средна вредност, но ова е оној Black Swan event за кој што разговаравме веќе, тоа е уствари COVID кризата. Сега, ќе се вратиме и на 2022 година да видиме каде моментално се наоѓаме во овој циклус. Значи што рековме? Секој паѓање под 100 неделната средна вредност е званично влегување во bear market. Со тоа што истиот беше најавен затоа што како што разговаравме од 2017 година имаме еден втор пробив, но неуспешен над bull market support бендот и при тоа истиот моментално представува отпор на цената надолу, со што истата го бутка се повеќе и повеќе надоле и веќе, значи со овој вик сазваме многу блиску до ова 200 неделна средна вредност. Со тоа што ако сеќавате, ние разговаравме дека акумулационото поле кое што очекуваме да биде на биткоин ќе се движи од 32 до 28.000, значи така беше она што ние веќе го разговаравме до сега. И сега ќе ве сам зошто е тоа така, значи до 28.000. Така. Работата во, значи она што ние го очекуваме е за кој што веќе разговаравме. Значи гозискиот канал моментално нас не покажува дека се наоѓаме точно каде што очекуваме да има акумулација, затоа што како што може да видите од претходните искуства, акумулацијата се одвива директно под самиот гозиски канал. Веднаш чим ќе паднеме под 100 неделната средна вредност, истиот многу ни помага во однос на одредување. Еве гледате, значи точно директно под гозискиот канал, одмаш чим ќе паднеме под 100 дневната средна вредност, значи истиот моментално се движи еве и овде. Истиот се движел од моментот кога паднал декември 2014, па се кога имало пробив нагоре е октомври 2015. Значи овде имало цела една година под самиот гозиски канал, но истиот буквално ни представува показател дека се наоѓаме во дното на самиот bear market, што моментално го очекуваме и во оваа ситуација овде, односно моментално во следната недела очекуваме овој индикатор да почне да се менува во црвен бран и на тој начин да ни покаже дека сме званично во најдлабокиот дел од bear маркетот. Значи гледате, веднаш чим ќе се промени во црвен бран имаме онаа капитулација огромна што верувам дека ќе се покаже во следната свеќа и после самата капитулација постепено почнуваме да акумулираме и да се движиме нагоре. Што значи затоа и веруваме дека моментално 200 неделната средна вредност заедно со 300 неделната средна вредност кои што ќе се движат нагоре ќе приближат цената буквално до ова акумулационо поле. Дури и да имаме некој испад мал надоле, овој вик што го видовме,
истиот повторно ќе се движи нагоре постепено во самото акумулационо поле. Доколку немаме уште некој Black Swan event како што беше Terra Luna ситуацијата, значи ние буквално би се нашле на оваа граница со евентуални мали викови надолу, но не верувам дека ќе се случи тоа затоа што претходниот all-time high е 20.000, а досега биткоин на 3 булрана ни покажал дека никогаш не успеал да се врати до претходниот all-time high. Веруваме дека и сега нема причина истиот да го прекрши ова правило. Со што ќе напоменеме дека 2017 и 2022 бер ранот, односно влегувањето во бер ранот е доста слично. Односно, ја гледате оваа тренд линија која што ја најдовме овде, значи истата буквално се случило истото што го видовме и во 2022 година, ќе објасниме точно што станува збор сега. Значи имаме самото движење по самата тренд линија е буквално најава дека истиот ќе пробие надолу, затоа што видите, доколку имаме горна линија и ја рачунаме дека горната линија е самиот bull market support band, имаме многу помалку допири за разлика од долната страна. Че може да видите дека имаме 1, 2, 3, 4 неуспешни пробиви надоле пред цената да пробие надолу, како што и во оваа ситуација овде, доколку ја земеме оваа тренд линија уште од почетокот на самиот bull run, го имаме истиот резултат, односно имаме 1, 2, 3, 4 неуспешни обиди за пробит пред да успееме да го пробиеме 100 неделната средна вредност, каде што во исто време bull market support bandот пред како што можеме да видиме во претходниот дел е уствари тренд линија која што бутка цената надолу. Гледате, исто и ова. Тренд линија која што бутка цената надолу, пред истата конечно да падне од 100 неделната средна вредност, што уствари се случи моментално, и да влеземе во овој црвен дел од акумулационото поле на Гозискиот канал, што моментално ќе се случи наскоро и го очекуваме овде да биде тоа, но дополнително не заборавајте дека сме многу блиску до ова 200 неделна средна вредност на цената на биткоин, што значи дека до практично, како што веќе разговаравме, мај во 2023 година, значи опрлика негде во овој период, значи ние би очекувале цената да се движи практично највеќе, значи неколку варијанти на движење на цената би имале нормално, но јас очекувам да се придвижи вака. Значи да имаме некое движење до самата 200 неделна средна вредност и да се движи буквално вака во ова акумулационо поле пред да продолжи да се движи нагоре во следниот bull market, затоа што најчесто една година пред, како што рековме, значи една година пред халвингот, а тоа е во мај 2024 година, исто ќе ја ставиме како плава, една година ќе ја ставиме како црвена, чисто да знаете што уствари означуваат на следните чартови. Значи најчесто една година пред халвингот до сега биткоин успевал да го добие своето дно, што јас верувам дека ќе биде негде во овој сегмент. Евентуално доколку имаме, значи повторно, ова што го видовте овде, ова е Black Swan event и истите ни се потребни за да можеме да добиеме капитулација на биткоин. Моментално ќе повториме истото затоа што некој можеби не ги има гледано другите чартови за кои што разговаравме, значи капитулација можеме да видиме во моментот кога ќе добиеме намалување на волуменот, веќе разговаравме за тоа, но ќе го повториме, значи од булран волуменот се намалува, се додека немаме огромен волумен во една или неколку свеки, кои што ни покажуваат дека моментално сме стасале до огромна продажба, односно тоа е капитулација на цената на биткоин, а истите се најчесто проследени од некаков вид на Black Swan евенти како што беше Terra Luna или како што беше во оваа ситуација, например, можеме да го проследиме тоа и во претходниот булран, за ова веќе разговаравме, значи имаме пад на цената од bull маркетот постепено и намалување на волуменот, се додека не стасаме до овој тип на дзид практично. Значи тоа е падањето од значи буквално во истиот сегмент се случува, ако сте приметиле. Значи опаѓањето од 100 неделната средна вредност е истиот момент кога буквално го добиваме ова. Значи падањето од 100 неделната средна вредност е моментот кога го добиваме значи гледате, значи падањето и добиваме оваков волумен каде што моментално се гледа капитулацијата на биткоин, со тоа што во претходниот bull market добивме два такви, затоа што имавме еден неуспешен обид нагоре, значи ова беше тоа истото, намалување на волуменот со негов огромен пад под 100 неделната средна вредност и огромен волумен на истиот,
на тој начин знаеме дека станала капитулација на биткоин, што во случајов се случува моментално. Тоа не значи ќе биде една свеќа, може истата да продолжи и понатаму, но како што рековме, паѓањето на цената не очекуваме да биде подолу од 200 неделната средна вредност, што дополнително постепено би ја вратила цената нагоре, затоа што оваа средна вредност постојано се движи нагоре, некогаш позабрзано, некогаш помалку, но во секој случај, како што може да видите, постепено ќе ја дигне цената во она поле кое што нас ни е на некој начин предодредено за акумулација, во кое што биткоинот ќе го користиме само како водилка кога е време да се акумулираат алткоини. Значи, како тим имаме донесена одлука дека биткоин нема да акумулираме поради намалениот профит на самиот. Тоа е малку поризична стратегија, но веруваме дека оние проекти во кои што на некој начин веруваме дека ќе имаат добар исход и понатаму продолжуваме да веруваме, оние blue chip проекти за кои што веќе разговаравме и ќе разговараме понатаму, истите ќе ги следиме во текот на целиот bull market, но значи моментално се уште не веруваме дека е дојдено времето за да се купуваат било какви моментално криптовалути на пазарот, затоа што моментално се наоѓаме во сегмент кој што се уште може да доведе до дополнителна капитулација на биткоин и затоа моментално го следиме пазарот, учиме за тоа што можеме да очекуваме од истиот, затоа што ова е првиот целосен булран кој што го следиме како активни крипто инвеститори. И затоа очекуваме дека ова на некој начин ќе биде за нас многу солиден сегмент кој ќе можеме да се едуцираме во однос на тоа како со сопствени очи гледаме оние проекти кои што сакаме да ги акумулираме во наредниот bull market, ќе се однесуваат и кој ќе биде нивниот потенцијал. Значи, како што рековме, ние ќе бидеме овде за целиот bear market со вас, ќе бидеме овде да проследиме цената како на биткоин, така и на оние алткоини за кои што се залагаме и мислиме дека има добра иднина, но сепак не го сваѓате ова како финансиски совет. Ова е само наше мислење и ќе повторам, значи нашето мислење е дека биткоин се уште има одреден момент на паѓање, тоа не значи дека истиот ќе се случи веднаш, затоа што на останатите чартови имаме момент во кој што можеме да очекуваме блага корекција нагоре, но на макро ниво истиот има се уште место за движење до оваа 200 неделна средна вредност, која што до сега ни покажала дека е периодот кога знаеме дека сме стасале до дното на самата цена на биткоин и дека по тој момент ќе се одвива акумулација. Значи акумулацијата не настапува во моментот кога биткоин ќе падне. Акумулацијата настапува во моментот кога биткоин ќе го утврди своето дно и ќе продолжи да се движи во хоризонтална линија, се додека не стасаме до следниот брейкаут над гозискиот канал, bull market support бендот и 100 неделната средна вредност. Тие ни се трите основни индикатори кои што ги користиме за да видиме каде се наоѓаме во еден bear market и дополнително ќе се вратиме уште еднаш само на кратко на логаритмичкиот приказ на биткоин. Значи логаритмичкиот приказ на биткоин моментално ни покажува дека се наоѓаме длабоко под Фибоначи секвенцата, представена на логаритмичкиот приказ. Доколку не сте видели што станува збор, погледнете го нашето видео DCA2, каде што детално објаснуваме што е ова и како се користи оваа алатка, но поентата на самото излегување на биткоин надвор од овој канал е дека истото е неодржливо. Значи, доколку се вратиме назад низ самиот логаритмички приказ на биткоин од неговото почнување па до денес, значи никогаш не се задржал, дори само еднаш досега успеал да испадне од овој канал, а тоа е во 2019, оној Black Swan евент кога имавме ковид кризата. И моментов сега со ова забрзано продавање на биткоин поради луна кризата, што значи дека веруваме дека постепено сега цената ќе продолжи да се враќа назад во самиот логаритмички канал и дека ќе се одвива акумулирањето на биткоин во овој сегмент, но затоа рековме мораме да почекаме и да видиме кога ќе се стабилизира самата цена и кога ќе ја направи она барана корекција која што ја очекуваме во горниот дел од овој сегмент, што не значи дека ќе биде веднаш. Значи ова ќе го следиме заедно со вас, ќе ви кажеме кое е нашето мислење кога ние планираме да почнеме и кога ќе акумулираме и што. И со тоа нормално доколку мислите како нас, никој не ве тера да го следите нашиот совет, но тоа е уствари што ние планираме да направиме во овој bull market и следењето на цените како на алткоините, така и на биткоин и етериум, дополнително ќе ги споредиме во однос на тоа кога ќе биде нашата акумулациона зона, со тоа
кои ќе бидат резултатите во следниот bull market во 2024 година, затоа што планираме да бидеме тука на пазарот, гледаме дека има доста интерес, затоа и ќе продолжиме да правиме вакви содржини и анализи. Се надеваме дека истите ќе следите и понатаму на нашиот канал и се надевам ви се допадна она дебата која што имаме со Бојан од Криптореволуција, затоа што значи имаше доста прашања во однос на некој начин не може да се направи прашање за видео за секој од тие прашања, па затоа и направивме краток подкаст каде што ги одговориме сите тие прашања еден по еден. Доколку сакате да го погледнете, може да го погледнете на неговиот канал подкаст. Таму е на некој начин детално објаснето сето оно што беше прашано во полот на Криптореволуција Facebook групата. И со тоа овдека ќе го завршам ова видео во однос на новата алатка за која што разговаравме денес, а тоа е Гозискиот канал. Се надевам мислите да ќе ја додадете на вашите аналитички чартови и со тоа го завршувам ова видео. Се гледаме во следното и имајте убав ден од тимот на CryptoGamegio.